По повод националниот празник на српската заедница во Македонија, вчера вечер во Занаетчискиот дом се одржа свечена Светосавска академија во чест на духовниот водач, просветител и прв српски архиепископ Свети Сава. Манифестацијата е во организација на Српскиот културен центар, председателот на Република Србија и Министерството за односи меѓу заедниците во Македонија. Академијата беше збогатена со културно-уметничка програма исполнета со рецитали, песни, ора, со настап на уметничкиот ансамбл на Министерството за одбрана на Република Србија Станислав Бинички и културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово. Со традиционалната светосавска беседа настапи Александар Саша Адамовиќ. На овогодинишната академија пред присутните се обратија председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска и министерот без ресор за односите со србите во регионот и диаспората Ѓорѓе Миличевиќ. За мене како председателка на најголемата општина во Македонија, секогаш е чест и големо задоволство да присуствувам во вакви собири во кои што се слави секој националност, секој ентитет кој живее на територија на Република Македонија. Српскиот народ и македонскиот народ од секогаш имале одлични врски. Верувам дека во секој од нас, дали сме срби, дали сме македонци, има по некој ген што е српски или македонски. Особено во Куманово, таа мешавина на македонското, српското и другото население навистина се чувствува. Затоа Куманово е мултиетнички град, затоа имаме посебен темперамент како кумановци и затоа сме многу различни од другите. И затоа сум многу почестена што денеска можам пред вас, драги браќа мои срби, да се обратам и да кажам дека за србите во Куманово, за албанците во Куманово, за ромите, за власите, за сите има место. Србите учат и во основно образование на српскиот јазик, имат можност да го продолжат своето образование на српски јазик и во средните училишта. И она што за мене како председателка на Совет е особено важно кога ги зборуваме за правата на заедниците е дека во Куманово во Советот се зборува освен на македонски, и на српски, и на албански, и на ромски јазик. По тоа сме посебни како општина и тоа е она што не одделува другите општини. Свети Сава, исто како нашиот Свети Климент, многу придонел за вашиот народ. Учењето, творењето, едукацијата е основа на еден народ. Затоа од срце ви посакувам да го славите, чествувате и како национален празник на србите како заедница во Македонија, и како ваша куќна слава, затоа што навистина е инспиративен и светец кој навистина вреди да се слави. Нека ви е среќен празник во име на општина Куманово, на Советот, на градоначалникот, ви посакувам среќен празник. Вие најболje знате да су моje посете искрене, братске и пријателјске. И о томе сведоче бројни разговори кои смо имали од првог дана, од првог тренутка када сам preuzeo odgovornost unutar vlade Republike Srbije i nemojte da imate dilemu da ćemo na takav način nastaviti da funkcionišemo i da radimo zajedno i u narednom vremenskom periodu. Ovo je samo početak za nas, za sve nas, zajednički početak. Sveti Sava nas nije učio samo veri, učio nas je znanju, razumu, sabornosti i odgovornosti. Učio nas je da se narod ne gradi bukom i podelama, već zajedništvom, strpljenjem, obrazovanjem i međusobnim poštovanjem. U tom smislu njegova poruka je danas jednako snažna i jednako potrebna kao i u vremenima kada je prvi put izgovorena. Važno mi je što sam večeras među vama, Srbima koji žive i stvaraju van matice. Srbi koji žive van matice nisu periferija i nikada neće biti periferija. Vi ste sastavni deo našeg naroda, deo istog kulturnog, duhovnog i vrednosnog prostora koji nas povezuje bez obzira na granice. Ta veza nije jednosmerna, ona je živa, ona je uzajamna, gde god da živi naš narod čuva svoj identitet, ali ga i obogaćuje iskustvom, zajedničkim životom, suživotom, razumevanjem, odgovornošću i prema drugima naravno i prema sebi. Upravo u tome leži snaga zajedništva koja traje. Godinama unazad trudimo se da važne datume za naš narod obeležavamo zajedno u Srbiji, ali i sa našim sunarodnicima gde god da žive. Jer praznici i vrednosti imaju puni smisao samo kada se dele.
Svetosavlje, onako kako ga mi razumemo, nije zatvaranje u sebe. Naprotiv, ono podrazumeva otvorenost, dijalog, spremnost na miran zajednički život. Podrazumeva mir, stabilnost i poštovanje. Zato su ovakvi susreti važni. Oni nas podsjećaju da se identitet ne čuva sukobima, već kulturom, obrazovanjem i duhovnošću. U vremenu u kojem živimo, kada se i država i regioni suočavaju sa brojnim izazovima i neizvesnostima, odgovornost svih nas je da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost. To je zajednički zadatak i države i regiona i svakog pojedinca. Braćo i sestre u Hristu, čeda svetosavska, narode Božji koji hodaš stazama kojima je hodao Rasko Nemanjić. Danas se opet okupljamo ne samo da obeležimo sećanje, nego da obnovimo zavet. Jer Sveti Sava nije samo istorijska ličnost. On nije samo prvi srpski arhijepiskop, ni samo sin velikog župana, ni samo monah na Svetoj gori, ni samo diplomata, ni samo prosvetitelj, ni samo zakonodavac. Sveti Sava je živi obrazac onoga što znači biti Srbin hrišćanin u ovom svetu. Kada danas govorimo o njemu, lako padamo u zamku da ga svedemo na nekoliko fraza koje se prečesto ponavljaju. Prosvetitelj, rodonačelnik duhovnosti, tvorac autokefalnosti, organizator crkve. Sve je to istina, ali sve to još uvek nije srce stvari. Srce Svetosavlja je jedno jedino pitanje koje je Rastko postavio sebi sa 17 godina i na koje je odgovarao celog života. Da li je moguće živeti u ovom svetu, a ipak pripadati drugom carstvu? I on nije odgovorio samo rečima, on je odgovorio celim životom. A taj odgovor glasi: da, moguće je. I ne samo moguće, to je jedini put kojim vredi hodati.